Добар ден, почитувани гледачи. Ова е 415-та емисија и денеска е 27 април 2019 година. Емисија на македонско издание која ве информира за најновите информации од македонската комуна во Торонто и која ве забавува со нашиот македонски мелос. Македонско издание, како што веќе знаете, се емитува на нашиот сајт www.macedonianedition.tv, каде што можете да ја гледате емисијава во вашето слободно време. После цели 22 години емитување на Роџерс телевизија, македонско издание продолжува да ја представува македонската комуна од Торонто на нашиот вебсајт со професионално обработени содржини и прилози кои, како што ни велите вие, секогаш го задржуваат вашето ценето внимание. Јас сум Победа Пискачева, продуцентот и водителот на ова ваша програма, и сакам да ви се заблагодарам што одбравте во наредните минути да бидете заедно со нас. Емисијата Македонско издание од своето прво емитување во 1998 година имаше и се уште има за цел да ги покрива настаните во нашата комуна во Онтарио, кои ја промовираат македонската култура и традиција. Македонскиот филмски фестивал, кој оваа година ќе се одржи по 13 пат, е еден од тие настани кои се редовно забележани во нашите емисии. Таков беше и случајот со минатогодишниот филмски фестивал, на кој што беше прикажан филмот Ругањето со Христос од режисерот Јани Бојаджи. Овој, според владата на Македонија, контраверзен филм беше забранет за прикажување во нашата земја, иако доби награда за иновација на филмскиот фестивал во Монтреал. Македонскиот филмски фестивал во Торонто беше прв фестивал од диаспората, каде овој филм беше прикажан. Големиот интерес за филмот беше причина истиот уште еднашка да се прикаже во Торонто во организација на Обединета македонска диаспора и повторно во соработка со Македонскиот филмски фестивал. На 24 март годинава 2019 во Карлтон Синема во Торонто филмот Ругањето со Христос беше прикажан истовремено во две киносали кои беа исполнети со публика, влюбеници во филмската уметност. Режисерот Јани Бојаджи беше присутен на емитувањето на овој филм и во продолжение проследете го интервјуто што го направивме за вас. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. Почитувани гледачи, се наоѓаме во Карлтон Синема во Торонто и чест ни е да разговараме со режисерот Јане Бојаджи, кој што е овде присутен заедно со неговиот филм Ругањето со Христа. Добро дојдовте во Торонто прв пат. Добро ве најдов, благодарам. Драго ми што сум тука. Само да кажеме, нашите гледачи веќе знаат дека вашиот филм беше овдека премиерно прикажан во однос на диаспората за време на Македонскиот филмски фестивал кој што се одржа во октомври 2018 година. Ние бевме први кои што одлучивме да го прикажеме вашиот филм овде и тоа беше непосредно после добивањето на наградата за инвенција во Монтреал на Интернационалниот филмски фестивал. Првенствено кажете ни како ја доживевте таа награда? Бев збунет, јас и друг пат кажав, затоа што во исто време додека беше фестивалот во Монтреал, беше тој цел измонтиран процес против мене во Македонија. Почна сите тие изјави на министрот за култура, на директорот на агенцијата за филм, на председателот на владата и практично денот кога ден пред да ми биде доделена наградата, ми се јави од Македонија дека се случува хајка против мене и против филмот. Така да бидем најискрен, тоа бе денот кога не можев ниту да се израдувам ниту на наградата, ниту на сето што ми се случи во Монтреал, а ми се случија сега од оваа дистанца, може да кажам, прекрасни моменти. Но за жал, во една атмосфера која беше исклучително тешка за мене. Така
Така да. Значи, само да ги подсетиме гледачите, филмот беше забранет да се прикажува во регуларните државни кина во Република Македонија. И од тогаш наоваму успеавте да го прикажете во некои приватни киносали во нашата земја, а еве сега сте и идете во диаспората која што се наоѓа на секаде нема. Од Торонто идете за Америка, можда е Австралија. Па, Австралија бевме, направивме една прекрасна дистрибуција, на филмот го покажавме 16 пати во Австралија. Бевме во сите градови на цел континент, од Перт на запад до Брисбейн на север, Мелбурн, Ньюкасл, Камбера, Аделаид, Джилонг, Волонгонг, и не се случи можност и на покана на македонската заедница во Оукланд, во Нов Зеланд. Бевме и во Нов Зеланд, во Оукланд со филмот. Така да поминавме на тој дел на светот прекрасни 50 дена, со многу публика, со многу емоции. Така да драго ми што се тоа се продолжува на другата страна на светот. И драго ми што почнуваме повторно од Торонто, затоа што некако Канада испадна таа судбинска врска со мене. Не знам како се случи, но ете така се случи сите тие работи. Така да. Се случи вака Вирџинија Еванс, која што е продуцент екзекутивен на филмскиот фестивал, ме контактираше мене затоа што сум јас исто во бордот и го пропрати филмот да го погледам и да ја кажам моје мислење. Јас веднаш реков, веднаш ќе го прикажеме. Така да бордот одлучи да го прикаже овој филм без обзир на сите проблеми кои што се случуваа во Републиката. Сега накратко само, кое беше објаснувањето официјално зошто вашиот филм не беше прикажан во нашата земја? Па, официјално имаше тужба против филмот и против мене како сценарист и режисер до Основен суд Скопје 2 за говор на омраза. Тоа беше тужба поднесена од Министерството за култура на Република Македонија, предводено од министерот Асаф Адеми, во соработка со Агенцијата за филм на Република Македонија, преку Државното правобранителство. И она што е карактеристично, наверојатно и за целата оваа власт и за целата номенклатура, е дека на денот кога требаше да се одржи судското рочиште, каде што требаше да се забрани филмот, тие не се појавија на суд. И судијата, беше тоа жена, една господја судија, даде еден час пауза дали ќе се појават министерот, тужителите, Агенцијата за филм и Државен правобранител, не се појавија и практично се повлече тужбата и филмот не беше официјално забранет, иако имаше барање, тужба да настапи филмот да се забрани, но во тој момент тие почна таа типична перфидна игра за таа една номенклатура која неверојатно, бидејќи се сметат себе си за наследници на бившата комунистичка партија, тие принципи на работа, на тивок бојкот, на притисок, продолжат со тоа што сите државни кина и центри за култура кои имаат услови за киноприкажување, ние не можевме и се уште не можеме да дојдеме. И играта е многу едноставна, тие не комуницираат со нас. Бидејќи официјално, нели, тие не можат да не одбиват, нели, затоа што тоа се државни кина, тие иако се партија на власт, тоа не се партиски кина, нели, иако се однесуваат така. Но играта е една перфидна игра која е многу лоша, нели, со тивок бојкот врз нас. Па, кој е тој дел од филмот кој што толку многу предизвика сите мислења во врвот на нашата влада да го бојкотираат, иако парцијално филмот беше спонзориран и финанси беа доделени, како што јас знам, од Агенцијата за филм? Па, филмот е финансиран од Агенција за филм. Тука нема дилема во однос на тој и тие до сега имат исплатено 90% од средствата. Нивното објаснување зошто филмот е забранет беше тривијално, затоа што на сите 3 пресконференции каде што јавно се забрануваше филмот, на прашањата на новинарите кон министерот Адеми, кон директорот Тозија и кон председателот на владата Заев, дали го гледале филмот воопшто, тие кажуваа пред камерите не, дека не го гледале филмот, а забранува нешто кој не го гледале. Јас го кажам ова, нели, затоа што сите други причини од тука натаму ќе бидат ирационални. За да имаат став за некаква појава, прво треба да бидат свесни за таа појава, да ја виделе таа појава, нели? Инаку јас не можам да објаснам, нели, зошто председател на влада на држава
министар за култура на држава и директор на агенција, на државна агенција за филм, би забранувал нешто што не го гледал. Сега, кажете ни да се навратиме на филмот Ругањето со Христа. Малце е провокативен овој наслов. Не е провокативен, затоа што насловот е цитат на една фреска која се наоѓа во црквата во манастирот Свети Ѓорги во Старо Нагоричене покрај Куманово. Станува збор за црква, за манастир кој е, како да кажам, диамантот во круната на Византија, на византиската архитектура и на византиското фрескосликарство во Македонија. Именно станува збор за црква и за фрескоживопис во кој најголемите мајстори на средниот век на фреско живописот на Балканот, браќата Михајло и Евтихија Астрапади, за прв пат на фреските ќе им дадат живот, натура, ќе покажат човечки ликови, надвор од каноните на православието, онака како што до тогаш се представувале на светците, на фреските, и тие ќе насликаат во таа црква, или таа композиција многу позната, која после со години ќе имитират фламандските мајстори, тоа е Ругањето на Христос. Тоа е една композиција во која уметници, артисти, жонглери се ругаат на Христос на неговото распетие. Се подсмеваат на тоа. И случајно или не, таа фреска е символ за слободата на творештвото, на изразувањето, затоа што замислете, тогашниот византиски император им дал творечка слобода на браќата Астрапади. Не може да се изразат дури и со една фреска во која тие и се ругаат со Христос, нели? Иако тоа не е антихристијанство, тоа е сепак еден обид да се пристапи послободно кон христијанство, особено кон православното христијанство. И сценариот од филмот беше такво што клучната сцена на средбата помеѓу таткото Лазар и синот Александар се случува во таа црква. И сега сите работи потоа дојдо сами од себе си дополнително, затоа што ние нити се најапе, нити можеме да видиме свесни, дека ќе ни се случи да слободата која ние сме ја стекнале во 14 век да ја изгубиме во 21. И тоа е фасцинантно, затоа што испада дека сето оно што ни училе дека тоа се време на догматизми, на стеги, на забрани, на една силна држава, тогаш испаѓа дека тоа време било совршено слободно. Така да тоа е приказната со Ругањето на Христос, со фреската. Содржината е многу комплексна во самиот филм, меѓутоа успеавте со добар избор на глумци од повеќе земи да прикажете едно заедништво. Како беше да се работи со толку различни националности? Јас ќе ви кажам една анегдота, само да знаат гледачите, дека станува збор за филм во кој се зборува прво на 4 јазика, на македонски, грчки, англиски и француски. И играат актери во филмот од Македонија, Грција, Франција, Словенија, Бугарија, Албанија. Значи, така прилично шарена екипа. И за да разберат гледачите како тоа изгледаше, ќе кажем една анегдота. За време на снимањето на филмот, кога се снимаше една од клучните сцени, и бевме на дистанца екипата која снима, тоа да знаат гледачите, тоа на кино ми изгледа се блиско, но на снимањето не изгледа така, тоа е прилично комплицирано. Значи, актерите кои се снима во таа сцена, од многу нации, беа на 10 метри далеко од нас, од камерата, од екипата која снима. И на еден момент, додека го подготвувавме снимањето, видовме дека сите тие луѓе, а тоа се луѓе од Русија, од Македонија, од Грција, од Франција и од Албанија, кои многу од нив не знаат англиски, не знаат француски, не знаат грчки, не знаат македонски, не знаат албански, но сите тие се смеа ужива. И мене и на моите асистенти ни стана интересно да разбереме, познавајќи ги луѓето дека не се разбираат меѓу себе си, зашто се смеат, како на кој јазик разговараат. И го застанавме на снимањето, јас го повикав Младен Крстевски, кој не знае грчки, не знае англиски, не знае српски, не знае руски, не знае словенечки, не знае француски. Му викнав Младен. И му вика, да, појде, ајде да работиме. Му викам, шо правите? И он вика, ништо, дека си правиме муабет. И се смееме. Јас му викам, и па на кој јазик го правите тоа? И он ми вика,
на хи-хи-хи, ми-хи-хи. Така да, беше навистина огромно задоволство се сработи со една огромна екипа во 3 држави на крајот филмот е сниман во Македонија, во Франција и во Грција. Во 8 недели снимање, кој е прилично или долго. И со една екипа која се вложи себе си до крај, затоа што ова е нискобуџетен филм, сите работеа за многу мали хонорари и сите влегува во филмот од љубов, нели, без да очекува дека ќе заработат не знам колку. И таа љубов кој тие луѓе ја донесува со себе си, на крајот го роди филмот таков каков што е. И мислам дека тоа му се гледа на филмот, особено преку актерите, затоа што беше незаборавно и за време на снимањето и после снимањето. И сакам да кажам тоа да знаат гледачи дека голем дел од тие луѓе кои за време на филмот се сретнаа прв пат меѓу себе си, сега се пријатели. Јас ги гледам на Facebook, си одат Македонија, Грција, се шетаат, си прават одими, дојдими, живеат еден нормален живот. Така да, испадам дека филмот кој е сниман година и кусур пред, нели, тој фамозен договор од Преспа, од Невици, беше некаква, нели, како да кажам, некаков предвестник, нели, за некои работи кои за жал се случиат после. Филмот иде заедно со вас во Соединетите Американски држави, ќе ги посетите нашите таму македонци во диаспората во Америка. Ви пожелуваме многу голем успех, како што и доживеавте овде во Торонто, во Канада и во Австралија, и секако многу понатамошни успеси во вашата кариера. Ви благодарам многу, да сте живи и здрави. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. А сега да проследиме една музичка номера. Гради носиш грудка тешка, туѓ ти е мојот глас. Пролета си, оди од нас. Гасне си од жар, оној звезден дар. Носи горчлив здив помеѓу нас. Ако треба, драга, стопи ме од тага, но запри се. Pogledaj me, kaži nešto draga, pa makar i laga, nasmevni se, naluti se. Samo jedan zbor mi treba, cvetu moj, da te zemam tobom pregrad svoj. Pokraj zidot, solza toči tvoj, dopir ne čustvuvaš moj. Den odnosi smev, evo go naprav, zemlji go, pregrni go ti pak. Ako treba, draga, stopi me od taga, no zapri se, pogledaj me. Kaži nešto draga, pa makar i laga, nasmevni se, naluti se. Samo jedan zbor mi treba, cvetu moj, da te zemam tobom pregrad svoj.
jeden zbor mi treba svetu moj, da te zemam topom pregrad svoj. Ako treba draga, stopi me otagano, zapri se, pogledaj me, kaži nešto draga, pa makar i lagana, smeni se, naluti se. Samo jedan zbor mi treba svetu moj, da te zemam topom pregrad svoj. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. И во денешната емисија имаме неколку информации за професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови. Побарајте ги TJ Hosting на 647-547-3061. Читајте македонски вести со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се кај мене на 647-977-0233. Јас ќе ви помогнам да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. За грижлива нега на вашата коса и нејзино професионално стилирање, побарајте ја Елизабета на 647-281-5501. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа емисија на македонско издание. До нашето следно видување ви благодарам за вашето внимание, пријатно и довидување. Da 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 da